ден и од мен, ова е стартот на неновото издание на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Велат дека децата се огледало на родителите дури и кога се во прашање килограмите. Генетскиот материјал има голема улога во дебелината, но сепак навиките во исхраната се клучни за овој проблем. Родителите треба веднаш да реагираат штом ќе забележат дека нивното дете станува дебело, бидејќи со текот на времето килограмите се таложат и се потешко е да се сменат лошите прехранбени навики на нивното дете. За дебелината во детска возраст денеска зборуваме со доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје и влијание на животната средина врз здравјето од Центарот за интегративна и лајфстайл медицина. Доктор Митов, добре ни дојдовте. Ви благодарам за поканата. Дебелината е медицински проблем кој што зазема епидемиски размери. Некои истражувања велат дека во последните 50 години за 300% е зголемен бројот на деца кои што имаат проблем со дебелината, што значи дебелината не е само естетски проблем, туку е медицински. Дали се промени перцепцијата за тоа што е нормално, а што е дете со зголемена телесна тежина? Токму тука е почетокот, да речеме, некаде на проблемот, бидејќи станува збор за нешто кое што се случува неколку децении наназад. Значи, зборуваме за еден глобален процес, за една глобална појава, која што не е само кај нас, меѓутоа и во цел свет. И земјите кои што се попедантни, да речеме, кои што водат статистика за тоа, пред 50 на години, ако и било некаде 1 на 6, 1 на 7 деца да има прекумерна телесна тежина, сега веќе во Соединетите Американски држави 1 од 3 дечиња, Тоа е огромен број. Што е огромен број, значи секое трето дете да има навистина зголемена телесна тежина која што спаѓа во посериозната категорија. И јас никогаш не оптеретувам со технички податоци. Има тука разлика, нели, кога зборуваме дали е покачена телесната тежина или е веќе за обезност медицинска, каде што е многу посериозен проблемот. Намерно таа разлика не дека не ја знаеме, за овој разговор ја ставаме настрана, бидејќи над нормалната телесна тежина, над тој body mass index го сметаме веќе дека е проблем. И тоа е тоа, без да навлегуваме во тие научни аспекти, што е повеќе, што е помалце. Тоа што го кажавте за перцепцијата или за представата што е нормално дете и кој е нормалниот изглед. Факт е, поаѓајќи и од себе и од сите нас самите, дека малку поправено дете ни делува сладко и симпатично. Така, особено на овие простори велат, дебелко дете, Дебелко дете, здраво дете, Така. напредно дете. Значи, сите убави термини ги поврзуваме со тоа. Тука има историја, се разбира. Таа терминологија не е преку ноќ појавена. Доаѓаме од една земја каде што поднебието, ако го разгледате 100 години наназад, кога навистина имало недостатоци на храна. Ако денеска ни делува тоа неверојатно, меѓутоа тоа се само пред 2-3 генерации дека ние сме биле подрачје каде што имало недостаток на храна. И перцепција за така добро дете кое што напредува била таа. Меѓутоа времињата тогаш и времињата сега се драстично променети. Што е важно за родителите кога го гледаат своето дете во компарација, во споредба со неговите врсници, со дечињата на иста возраст? Неминовно, сакале не икеле, ние родителите правиме споредба, да речеме, на некој начин. И сега вие, ако во едно друштво од 5, 6, 10 дечиња, или во игротека кога се многу повеќе, имате, наместо како што било порано 3-5 во таа поголема група дечиња со зголемена телесна тежина, одеднаш половина од дечињата или 1/3 од дечињата, што е многу голема бројка, имаат значително зголемена телесна тежина, вашето, иако е нормално, ќе ви се види слабо. Тоа е проблемот за кој што зборуваме. Тоа е таа промената перцепција. Дека кај родителите е дојдено до генерално поместување на тоа, на представата што е здрава и што е нормална телесна тежина. И бидејќи станува збор за дете, а се што е поврзано со дете е извонредно набиено со емоции, разбирливо, и самиот сум родител, и вие сте, знаеме што значи тоа, тоа создава простор да ни се намали објективноста и да не бидеме отворени кон тоа што кажува науката. И од тука некаде би требало да почнеме. Само еден пример би дал, како во воведот, да речеме. Во Велика Британија, и тој пример редовно го кажувам, во Велика Британија пред едно 5 години од прилика, училиште сваќа дека голем дел од дечињата имаат зголемена телесна тежина во основно училиште. Го евалуираат тоа, утврдуваат за секое дете поединечно колку одстапува од нормалната телесна тежина и преку писмо ги известуваат родителите. Да кажат дека вашето дете има проблем со има проблем со тежината.
Тоа прераснува во национален скандал. Родителите не можат да прифатат. 90% од нив. Како вие го карактеризирате моето дете како обезно, како дебело, не го користам терминот, но чисто, иако е прифатлив, но осетливи сме нели кај деца. Примерот од една земја каде што ова било направено на безпрекорен начин. Значи, мерењата се објективни, намерата на училиштето е 100% чиста да помогнат на дечињата кои што имаат зголемена телесна тежина. Писмото е дискретно испратено само со родителите, не е објавена огласна табла на која што се поделени овие деца се дебели, овие се нормални. И сепак, иако така добро е направено, родителите реагираат на така бурен начин. Да. Добро е ние како родители ова да го имаме, еве на почетокот на разговорот, само да предпоставиме дека можеби нашето дете има прекумерна телесна тежина. Да предпоставиме и да влеземе отворено кон ова, бидејќи само така ќе му помогнеме ако навистина тоа е точно. Так. Ако дојде ситуација да се жали детето бидејќи околината му се смее, другарчињата веќе малку е доцна. Малку е доцна. Кога зборуваме, родителите треба да бидат објективни, треба да се обидат да не бидат субјективни по тоа прашање. Тоа е тешко, но зошто треба да бидат објективни? Ајде да објасниме, да појасните кои се здравствените проблеми на краток и на долг рок, со кои што може да се соочат децата кои што имаат прекумерна тежина. Така. Ние имаме чудна навика, менталитетот балкански, не само наш, македонски, на сериозните здравствени проблеми некогаш да не им пристапуваме баш како што треба. Крвниот притисок е еден од нив, да не навлегувам во друга тема, но и зголемената телесна тежина кај децата е таа тема која што многу пати знаеме така полежерно да ја поминеме. Па ќе порасне, ќе се извиши, ќе се ослаби, ќе биде, јас сум бил таков. И разноразни други оправдувања. Не е така. Прво, имаме краткорочни, имаме долгорочни проблеми кај тие дечиња кои што може да се појават. Краткорочните проблеми кај дечињата се сериозни. Дури да не ви се верува, процентот на алергии кај децата со зголемена телесна тежина, процентот на астма, тоа се расте. Дури проблемот на диабет тип 2 или на предиабетичните форми, на таа една зголемена инсулинска резистентност која што нормално би ја очекувале некаде во 4-та, во 5-та декада од животот. И вие одеднаш го гледате тоа во првата или во втората декада од животот. На дечиња од 15 до 20 годишна возраст е драматичен порастот на диабет тип 2. Не тип 1, тип 2. Тоа е многу сериозно. Значи, на краток рок, нарушувањата на црниот дроб, која што се приказна сама за себе. Замастувањето на црен дроб. Тоа е сериозна состојба во детска возраст. Апсолутно. Ние сме навикнати да го перцепираме црниот дроб. Дел од мојата работа е тоа, да развивам заблуди и илузии и знам дека можеби некогаш нема да биде сосема, да речеме, симпатично, но мора да се каже и мора да се чуе, како што е научно. За кај возрастни луѓе знаеме дека замастеноста на црниот дроб оди напред, оди назад. Може. Нели, човек да се пријаде што не треба или да се поправи малку повеќе, ќе се замасти црниот дроб, ќе внимава 2 до 3 месеци и ќе се врати во некоја нормална состојба. Кај децата не е така едноставно. Иако и тие нормално е дека може да се вратат назад. Меѓутоа, кај деца со зголемена телесна тежина, проблемот со црниот дроб знае некогаш да стане еднонасочна улица. И тоа е катастрофален развој на настаните. Затоа замастувањето на црниот дроб кај децата е издвоено во педиатријата како посебен медицински ентитет и се разликува од сите останати. Токму заради тој капацитет да напредува, да се развива, доди кон прва фаза, втора фаза, трета фаза, и дури црниот дроб да развие такви фибротични промени, велиме сврзано ткиво да почне да расте во него, за да дојде во една точка од која што потоа нема враќање назад. Како да се заштитиме? Во Соединетите Американски држави, на секое дете со зголемена телесна тежина, на 11 годишна возраст, се препорачува така наречен скрининг на АСТ и АЛТ, ензимите во крвта. Тоа го препорачувам буквално на сите родители, на кои што детето се движи тука некаде помеѓу 10-та и 13-та година, тогаш најдобро се гледа. И ако има дете кој што има зголемена телесна тежина, обврзно да го проверат нивото на АСТ и АЛТ, тоа се ензимите во крвта кои што се мерат, значи обично земање крв станува збор, тоа се ензимите од црниот дроб, и доколку АСТ и АЛТ се покачени, тоа е знак дека мора да почне да се интервенира кај тоа дете.
Колку порано, толку подобро. И прва линија на терапија кај тие деца се токму промените на животниот стил. Значи на начинот на живот. Еве, тоа се тие краткорочните. На долг рок уште да довршам, сите ризици растат. Еве податокот кој што пред малку го споделивме. Зголемената телесна тежина кај детето до 80%, над 80%, ја зголемува веројатноста тоа дете кога ќе порасне да го има истиот проблем. Едноставно метаболизмот се испраќа во таков правец да ние на нашето дете можеме да му создадеме траен проблем. А јас многу знам и многу гледам на секојдневна основа лица кои што го имаат тој проблем на ќе се покачи телесната тежина па да ја вратат. Значи луѓе кои што се борат со тоа. И сега ние ако детето го ставиме со висока телесна тежина како мало, да не одберам пресилен збор, но сме го осудиле на еден начин во остатокот од животот да се бори со лесна склоност, со брзо покачување на килограмите. И ризиците од сите хронични заразни болести, дали станува збор за диабет, за кардиоваскуларните болести, дури и за дел од малигните болести, трајно расте, долгорочно гледано, ако детето има прекумерна телесна тежина во деца. Сега кога на родителите има нарушена перцепцијата, што е тоа нормално, што е дете со покачена телесна тежина, како да направат проценка дали нивното дете има таков проблем или не? Да. Многу пати ќе помогне ако се консултираат со најблиските, но да ги замолат искрено да им кажат. Објективно. Значи, ве молам, на најблиските и никој нема да ги, како да речеме, да ги лаже. Многу пати има ситуации, и тоа се интересни, кога кај мене ќе се јават, например, баби за внучињата, и факт е дека некогаш родителите, како да не го гледаат проблемот, но бабата и детото ќе го видат. И едноставно да се послуша нивниот совет. Откако ќе се утврди тоа, потоа само треба да се отиде на еден контролен преглед и да се види, да се поразговара со лекар, со педијатар, соматичниот лекар. Нема потреба да се веднаш, ова не е, треба да одбегнеме медикализација на овој проблем. Значи, ова не е нешто што сега треба да бара многу процедури, па да се малтретира детето, па ако е почната благо замастеноста на црниот дроб, веднаш биопси, нели? Лекарите тоа го знаат. Меѓутоа, тоа пораката е пред се до родителите, да не прават веднаш медикализација на проблемот на зголемена телесна тежина кај детето, но неминовно да ги прашаат најблиските и ако го добијат барем со половина уста одговорот дека па има малку, онака да го сватат како една порака дека сериозно дека никој не ќе во очи баш и да им каже. И да отидат. Јас знам што значи борба со телесна тежина кај дечиња особено. Тоа не е лесно. Исклучително тешко е. Да се сменат животните навики на детето е речиси невозможна мисија. Апсолутно. Затоа стратегијата е различна. Од дете до дете се прави евалуација. Например, некогаш ако видите дека навистина има проблем, прво и основно не правиме рестрикција на храна, туку правиме промени на вид на храна. Дете не треба да биде оставено да гладува. Туку на дете, значи, ако сакаат родителите на тој начин да му, сега ќе му скратаме еден оброк, тоа е грешка. Мислејќи дека ако му ги скратат вечерите, дека ќе завршат работа, само ќе го поттикнат гладот и желбата кон храна, љубовта кон храна ќе порасне кај тоа дете и ќе ја доживее како понедостапна, а човечката психологија ќе го натера повеќе да ја сака. Затоа не се препорачува никако кај деца рестрикција на храна, туку промена на видот на храната кој што се дава. Тоа е сериозен, тоа е проблем само по себе. Второ, ако е навистина тешко, има такви случаеви, тогаш може да се препорача таква стратегија на замрзнување на телесната тежина. Оставете го да расте, но не дозволувајте трендот на покачување, барем да го стабилизираме на колку и да е, на 40, како се извишува и како расте, тоа ќе де факто слабее. Значи, ако на вагата покажува 40 на постојано, стратегијата зависи од дете до дете и од тоа колку едно дете е соработливо и сака да соработува и колку и родителите се соработливи. Бидејќи тука родителите прво треба да го признаат проблемот, а потоа треба да сите изговори да се ги тргнат од глава. Значи, оправдање за секој проблем секогаш ќе најдеме, нема збор, едноставно без осудување, без чувство на вина, без покажување дека вие сте го донеле детето во таа состојба, имаме проблем, да го решиме проблемот. И тоа е тој позитивен пристап. Околу содржината на храната, интересно е тоа, баш пред некој ден отворив таква дискусија
со моите следбеници на Facebook, да речеме, за тоа како се хранат дечињата во градинките во европските земји. Бидејќи тоа е многу интересна тема, кога веќе спомнав содржина на храна, и добив одговори од многу наши луѓе кои што се одселени во Германија, во Шведска, во Норвешка. Интересно е тоа што ќе видите дека, например, во 5 дена оброк во градинките имате еден ден кога им се дава месо на децата, уште еден ден до 2 дена риба и останатите денови се зеленчук, мешунки, зборуваме за ручек. Така, кај нас е сосем обратно. Кај нас е обратно. Речи си секој ден месо, па и на домашната трпеза е и на така. домашната трпеза. И тоа треба да им се објасни на родителите да се охрабрат во тој правец. Значи, не треба дете да јаде месо секој ден. Јас не го напаѓам месото како секојдневна храна од религиозни, од етички или од не знам какви други причини. Чисто докторски од здравствени причини. Заради тоа што видите вие една Германија за во градинките кај нив, или Норвешка или Шведска, не е дека немаат пари, ако е здраво, да им даваат секој ден оброк на месо на тие дечиња, а ако треба ќе им даваат и по 3 оброци со месо. Ова се богати земји, кои што извонредно многу внимаваат за здравјето на децата. Но токму тие земји на децата им препорачуваат, бидејќи таму се контролирани градинките и менијата во градинките. И имате во цела недела дете да добие еднаш до 2 пати оброк за ручек месо. И потоа да добие еднаш до 2 пати риба и останатите доминантни 3 до 4 па и до 5 пати да биде, зависи колку дена е во градинка, да бидат мешунки, зеленчук, тоа манџи, што би рекли ние кај нас. Така што родителите тука треба малку да се охрабрат и сите веројатно треба да учиме. Треба да учиме и по старите мои колеги, па можеби и по младите, ако ја прифатиле старата школа, да речеме, но треба малку похрабро да се отиде напред и да не се движат децата толку во правец кон доминантно животинска храна. Бидејќи така ќе се направи проблем на здравјето. А што е најлошо во детската исхрана? Што би можеле вие вака од прва да посочите? Што е она што најмногу влија на дебелењето? Соковите. Значи, во сон да ме разбудат, во 5 наутро и да ме прашаат што да не давам на детето или што е најлошо, сокчињата се прво и основно дете може да се навлече многу на сок. Затоа и Светска здравствена организација вели никако сок во првата година од животот. Значи првите 12 месеци никако сок, иако има тука препораки од одредени педиатри да се започне до храната со сокче. Не, тоа е веќе проблем. Инаку Светската здравствена организација е авторитет кој што никој од нас не би си дозволил да го порекнува. Зошто сокчињата се проблем? Проблем се заради од милион причини. Прво проблем е заради тоа што тоа се толку концентрирани калории кои што се примаат на изворедно едноставен начин. Јас сум гледал дечиња на 3-годишна возраст кои што не знаат да жвакаат, кои што пијат сокови и јадат кашички, а на таа возраст не смее да се дозволи дете да не знае да жвака. Но токму одејќи во правец по линија на помал отпор, попуштање и завршува дете кое што не ги развива мастикаторните мускули, без латински термини, мускулите за жвакање, не се доволно развиени и до 3-та година, заради тоа што детето едноставно е хрането со храна која што е во полутечна состојба. Газираните сокови, особено да не ги спомнувам, значи тука веќе не ни сметам дека дете треба да помириса газиран сок, значи воопшто, но и останатите сокчиња ние се лажеме од тоа дека се здрави, свежо цедени, 100%, природни и сите се тие термини кои што се лепат, но таа една изворедна содржина на шеќер кој што тие сокчиња ја носат во себе, прави сериозен проблем. Најздрав пиелок и за деца и за возрастни е водата. И нема поздрав пиелок од тоа. И би го повторил. Значи, водата е најздравиот пиелок кој што едно дете треба. И кога ќе се навлечат децата, после веќе имаме проблем. Сок и за време на спиење, и додека спијат им се дава сок, од едноставно се навикнуваат. Тогаш веќе влегува во друг правец одат проблемите, забите почнуваат да се расипуваат заради тоа што приливот на шеќери во текот на ноќта. Циркуларен кариес ке нив е многу чест проблем. Ете така, и вие можете практично да сретнете дете кое што до 5 годишна возраст се изронети запчињата. Заради тоа ноќно давање на храна, односно најчесто ноќно давање на сокчиња. Така што ако треба од прва да пукам што кај дете најчесто прави проблем, тоа се прекумерната употреба на сокови, тогаш дечињата се дуваат. Значи тоа е тој проблем. Понатаму се разбира сите силно сконцентрирани родителите тоа најдобро го знаат. Но сите силно сконцентрирани храни
да речеме во таа следна категорија. Дали станува збор за чоколадца, дали станува збор за било која друга силно сконцентрирана храна, е тоа кое што кај детето ќе створи навика за брзо да сака да постигне по него, меѓутоа многу да му направи проблем. Јас не велам децата да се држат под некој не знам каков строг режим, да не им се дозволи да каснат ни ова, ни она, ништо, меѓутоа треба да се има многу свест во овој пристап. Умерено. И сосема на крај, веќе немаме време, само да споменеме дека и физичката неактивност исто придонесува за овој проблем. Децата се постојано пред компјутер, со телефон во рака, со таблет. Кратко ни е времето, за жал, оваа тема е многу голема, широка, да. Кога збориме за физичката активност, 60 минути на ден. Активност. Так. Не да оди, да скока, да игра, да работи нешто, значи да прави нешто активно. 60 минути на ден се неопходните. А темата за екраните и зависност од нив цела емисија можеме да направиме на таа тема. Доктор Мито, ви благодарам што бевте дел од 0M+. Ви благодарам. Одлична тема, многу конкретни препораки за родителите да внимаваат на телесната тежина на нивните деца и токму така децата се огледало на родителите. Така е, се согласувам. Ви благодарам и вам, почитувани, што не следевте со внимание. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно.